Денеска на 76-тиот ден откако започнаа протестните маршови на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, се собравме на една дискусија, ги собравме поистакнатите поддржувачи на нашата иницијатива од Скопје и од другите градови во Република Македонија да подискутираме и за периодот кој што е позади нас, но и за периодот кој што следи еден многу важен период во целата оваа наша битка во која се наоѓаме во моментов. Знаете како започнавме? Започнавме со барањата за отфрлање на тиранската платформа, откако партиите не покажаа слух за нашите барања, побаравме и избори. Имавме 60 дена мирни достоинствени протести со многу бава позитивна енергија, имавме еден бурен четврток, но за среќа и 15 денови после тој четврток само потврди и докажа дека граѓанската иницијатива за заедничка Македонија е доследна на оно што првиот ден го најави и го побара од сите поддржувачи, тоа е во рамките на оно што ни го гарантира Уставот и законите, да си го бараме нашето право преку мирни демократски протести. Целта на овој денешен состанок со сите форми на протест кои што може да следат во наредниот период, дискутираме за правната битка, која што е најважната битка која што ќе ја водиме во периодот кој што следи, за поднесувањето дискутираме за иницијатива пред Уставниот суд за изјаснување подносно уставноста на нелегалниот избор на Талат Џафери за претседател на Собранието на Република Македонија, како и за онаа тужба која што ја најавуваме, една масивна голема тужба која што ќе опфати многу субјекти. И резултатите од овие наши дискусии денеска ќе продолжат и во текот на утрешниот ден, најверојатно ќе бидат соопштени понеделник, порано во текот на денот на пресконференција и ќе ги кажеме нашите следни чекори. Оно што е сигурно е дека, како што кажувам и во изминатиот период, битката продолжува, нашиот отпор, кој што е наша должност буквално во овој момент, продолжува, нема запирање, независно од формата, ќе го најдеме најдобриот начин како да се канализира добро и енергијата на поддржувачите на оваа иницијатива, која што е огромна во текот на сиве овие речиси, односно повеќе од 2,5 месеци. Битката ќе е долга, нема да заврши за брзо, особено во светло на најавите за уште нелегални сценарија во Македонија, визави писмата што се праќаат на релација Собрание Вила Водно, најавата за избор на влада. Меѓутоа, колку и они да идат во нелегалност, нема да не обескуражат. Нашата битка е битка за правдата, за вистината. Мора да оставиме траг дека некој во оваа земја се борел за почитување на Уставот и на законите и сум убеден дека ќе ја извојуваме победата. Таа можеби нема да биде скоро, меѓутоа еден ден ќе биде наша, односно заедничка на сите граѓани во Република Македонија.